ИПАРД програмата за периодот 2014-2020, која нуди финансиска поддршка на земјоделците за развој и подобрување на условите за работа е добре дојдена, но потребна е поголема нивна информираност за условите и начинот на апликација, велат одговорните од подрачната канцеларија на Агенцијата за поттикнување за развој на земјоделството од Куманово. Отаму очекуваат бројката на досега поднесени барања 13 да се зголеми до истекот на рокот. Овдека не претежно, него сите овие апликации до сега што се правени за материјални средства во земјоделски стопанства. Значи, со тие што се бават исклучиво со земјоделско стопанство, со производство на и тоа претежно житни култури и некои од нив се од со градинарски култури. Имајќи предвид дека поготово житните култури се опфатени сега со ИПАРД-2, што не беа случај порано. Интересот е поголем, зашто и можности се поголеми. Меѓутоа, ИПАРД-от е инструмент кој е за помодерни, нема карактер на социјален аспект, за да ги помогне земјоделците, него да се модернизира земјоделството. И затоа барат тие услови што се предвидени у јавниот повик, тие услови мора да се исполнуваат. Ако може се случи, може и ќе дават рокови со изјава, со документ, дека за 2 години да исполнуваш тие услови или 3 или 1 година, или зависи како ќе се договорат. Али можност за добивање преку ИПАРД е, да не речем 100%, ако исполнуваш услови. Зашто средства има доволно, интересот е да се дава што повише на земјоделци, интерес на државата. За користење на поволностите од ИПАРД-2 програмата може да аплицираат сите индивидуални земјоделци, а услов кој мора да го исполнуваат е да имаат осигурување по било кој основ, средно образование и одредени административни документи како имотен лист и потврда за закуп. Тука може да аплицираат сите индивидуални земјоделци, односно земјоделски стопанства кои се регистрирани во единствен регистар на земјоделски стопанства. Со тоа што по било кој основ мора на некој начин да е осигуран минимум пензиско осигурување. Тоа што плаќаат индивидуалните земјоделци, или да е вработен, или да е пензионер, важно да е осигурен. Тоа е. Услов втори е да има средно образование минимум завршено и некои документи што се многу лесни за вадење, тоа е уверение од УЈП дека не сте должни кон државата, имотен лист, нов имотен лист треба да е, или договор за закуп, ако има договор за концесија или закуп. Тие се основни документи кои треба. Останато технички предлог, проекти, изјави, сите други работи ние бесплатно, без надокнада ги правиме тука. Од подрачното оделение ги повикаа земјоделците од Куманово за дополнителни информации да се обратат кај нив. Финансиските средства од ИПАРД програмата се наменети за мерките инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, инвестиции во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи и диверзификација на фармите и развој на бизниси. Крајниот рок за поднесување барања е 23 јуни годинава.